името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Највозлюбени, денеска според еден локален, сосема струшки обичај, на втор ден Божич се слават имињата на три големи свети. Иако според црковниот устав и тројцата се слават во првата недела после Божич, после Рождество Христово. Например, денеска требаше да биде таа недела, за да се слават и тројцата, а таа недела годинава ќе биде завод. Но бидејќи тој датум е варијабилен, променлив, и нашите браќи и сестри не можат да запаметат. Стружани низ вековите се разбира дошле до праксата тие светители да ги празнуваат во вториот ден од Божич. Кои се тие тројца големи свети? Најпрво светиот цар и пророк Давид. Потоа светиот обручник, вереник на Пресветата Дева, мајката на нашиот Господ, Јосиф. И најпосле првиот владика на првата црква во историјата на христијанството од Ерусалим, светиот апостол Јаков, брат Господен. Мораме да признаеме дека и трите имиња се многу звучни, многу силни, имаат голема духовна тежина. Можеме ли да го замислиме богослужбениот живот на Светата Црква Божја без поетските творби на светиот цар и пророк Давид? Па се темели на неговите 150 псалми собрани во најславната после Светото писмо книга, позната под името Псалми. Сушност, таа е дел од старозаветната библиска историја и теологија. Потоа доаѓа на ред светиот Јосиф, за кого најмногу зборува токму денешното свето евангелско четиво. Тој на Богородица мајка и овозможи да ја сочува, да ја спаси својата девственост. Бидејќи во Стариот Завет било незамисливо ниту едно машко, ниту едно женско да се заветува со безбрачен живот. Тоа било незамисливо. Малечката Марија, родителите, ја донесла во Ерусалимскиот храм на незината 3-годишна возраст. И не само што ја донесла, не само што ја внесла во светињата на светиња, туку таа беше донесена со намера да биде оставена во храмот, во така наречениот женски интернат или оддел, во кој што живееја малолетните девојчиња до денот кога ќе се стекнат со полнолетство, заведнаш потоа да стапат во брак. Како да се одбегне тоа?
И гледайте, бидејќи и таа потекнува од родот Давидов, првото име од Тројцата светии за кој што денеска зборуваме. И свети Јосиф обручник потекнува од истото колено. Ја разбра идејата на Марија и научен од Бога, припати формално да стапи, да се вери, да се прстенува со Марија, за таа да може да го напушти женскиот интернат при соборниот Ерусалимски храм, без страх дека ќе ја изгуби девственост. Свети Јосиф ја превзеде таа света одговорност на себе. Потоа следи светиот апостол и прв владика на првата црква во Ерусалим, Јаков, братот Господен. Кога го делеле имотот на родителите, Христа Господа го беа заборави. А свети Јаков не го заборави. И посака својот дел да го подели со Христос. Својот дел од имот на родители. И според тоа, името брат Господен се оста одговара, а и според фактот дека се случува во кругот на едно свето семејство. До ден денешен се чува текстот од првата света литургија, што светиот апостол Јаков, брат Господен, ја служел во Ерусалим. Таа е доволно добро сочувана, за да може повторно од нас да биде служен. Гледајте, највозлюбени, овие неколку мои кажувања се прекратки во однос на она што за Тројцата може да се збори. Но да се вратиме на денешното Свето Евангелие и повторно на улогата на светиот обрачник Божи Јосиф. Вие знаете дека во Јудеја пристигна тројцата кралеви од далечните источни земји, кои што биле звездочатци, меѓу другото се бавеле со астрономија и со проучување на светите книги. Како астрономи и необично образовани луѓе, тие го знаеле времето кога ќе се роди Месија, Спасителот на светот и на човештвото. И тројцата тргнале, се запатиле на кај местото во кое што Богоотрочето ќе се роди.
не знаеки точно каде, тие го прифатиле предводувањето од страна на звезда, која што за жал денешниот римски папа ја спори и света дека е тоа неточно. Тој запис за звездата е нешто од што треба да се откажеме, бидејќи тоа е премногу фантастично според него за да се прифати како точно. Но Господ чудотвори на сите можни начини, неговите дури има еден стих од Давидовите псалми што го пееме за време на Великата вечерна од Великиот пасхален пост. Тие си Бог наш, творяј чудеса. Колку треба да ни смрзне верата, да се намали, да стане нефункционална и непотребна, за да се кажат зборовите што римскиот папа ги кажа за звездата, предводничка. Но точно е дека тројцата кралеви од неа водени стигнаа во Јудеја и најпрво го посетиле дворецот на јудејскиот крал Ирод, кој што ги примил со неверојатно љубопитство, особено откако ја дознал причината зошто се дојде, бидејќи тие зборувале за раѓањето на новиот крал јудејски, новиот цар јудејски. Од каде љубопитноста за тоа? Од стравот дека се раѓа неговиот ривал, зарад кого што може да ја изгуби власта и богатство. И затоа во главата на Ирод се роди идејата за ликвидирање на новиот цар јудејски. Откако дозна се што го интересираше од тројцата маги, восви за Христа, ги отпушти и ги замоли да го дознаат точното време и точното место на неговото раѓање, бидејќи тој, како нив, е заинтересиран да го посети и да му се поклони. Во оваа идеја е содржана сета лукавост на еден секуларен господар, страстно врзан за власта, за моќта и земните богатства. Бидејќи во него не постоела вистинска љубов, ниту намера да му се поклони на Христос, туку подмолно да се стигне до него за да биде убиен. Затоа биле непогрешливо информирани и тројцата од светите ангели, поради што, откако стигнаа во Витлеем и му се поклонија на Христос, дарувајќи го
so trite kovčežina polni, so zlato livan iz Smirna, tije ne se vratija kaj carot, kaj kralot judejski, tuku si otidva doma. Računajte go vreme to na njima odvajanje i vreme to što ti je sami te go predvidal koja ke se rodi Hristos. Judejski odkrav svati deka trojcata kraljevi od istog go prelaža. A od toga šveke izminalo dosta vremena. Poradi toga, ko je rešio Hrista Gospoda svojom pogrešno razbran rival, da go likvidira taka što te gi stavi pod nož site dečinja rodeni od toj den do 2 godini nanazad. I se sluči toj strašen kolež, strašen, neviden genocid na detskite životi vo Judeji. Kako Hristos se spasi od toj kolež? Taka što na presvetata deva, majkata na Bogu otročeto i na Josipa mu im beše dadeno do znanje da je napuštat svetata zemlja i da otidat vo Egipt. Vo glavni od grad na ta zemlja, Deneska, Kaja. Mesto to kada što ti je svetoto semejstvo odsebnalo, se čuva do Deneska i na to mesto je sogradena ogromna crkva posvetena na svetoto semejstvo. Zato je hram Deneska se grižat pravoslavnite kopti od Egipta. A koga celo to semejstvo na Iroda izum i veke prestana opasnosta od progoni na Vitlejemski od Bogootrok, isti od angel blagovesnik Gavril, arhangel, pobara od njih da se vratat nazad vo svoj dom i tije vrakajući se vo svetata zemlja go izbra grad od Nazaret za svoje mesto na stalno, postojano živenje. Dragi moji, za žal bolesta od što boledubaše togašnji od svetoven vodač na Judeja je bolest od koja što boleduba poveketo ili rečici site vodači na narodite, vozglavitelji na kralstvata, na carstvata, na državu. Je strada od pregolema ambicija da se domognat do vlasta i do bogatstvata, a potom otkako će gi dobijat, živeat vo strah da ne gi izgubat, pa smisluvat načini kako da gi zadrža. Tije načini stanuvat pričina za likvidiranje na bezbroj živi i konkretni čovečki ličnosti. I to se sučuva vo sekoje vreme i na sekoje mesto. Mi se čini deka
и нашево време не заостанува во ништо за времето на јудејскиот крал. Господ да не спаси од прекумерни амбиции, од прекумерната врзаност за овој свет со папочна врз. Колку побрзо ќе се породим за духовен живот, за толку повеќе сме слободни од робството кон нешто што е смртно и трошно. И зашто Господ кажал дека е создадено за да биде ставено во служба на човекот, а не обрат. Господ да не чува од тие опасности. Добро е сето тоа да го знаеме ние возрастните и истото да им го кажеме на нашите деца. Нашите деца се идните раководители на оваа земја. Тие треба да имаат христијанско гледање на живот. И грешките на кралот од Јудеја не смеат да им се протнат во нивните животи, во нивните карактери, во нивните личности. Мораме да бидеме христијани во секое време и на секое место, имајќи го пред себе за мера, за узор, за пример, Богочовекот Христос. Ама Христос беше мета на сите напади. И оние што се христообразни не се баш многу омилени. И тие се мета на жестоки прогонства. Но тој крст треба да се прими со љубов за доброто на сите, на сиот свет и на сето човештво. Амин. Христос се роди. Вистина се роди.